Со поддршка од 18.000 членови на СДСМ, Филипче доби 4-годишен мандат за лидер на партијата. Задоволен што за 8 месеци успеал да ја дуплира поддршката од членството, Филипче порача дека СДСМ е силна и подготвена да работи за доброто на Македонија и граѓаните, бидејќи како што вели, владата предводена од ВМРО-ДПМН досега не испорача ниту едно ветување. Ке се фокусира на враќање на СДСМ на победничките патеки, а прв предизвик ќе бидат изборите на есен. Тоа што добив дупло повеќе гласови од претходниот пат е само доказ дека нашата интензивна работа дава резултат. Ова е доказ дека изборниот процес не беше само технички организиран, туку е доказ дека нашите членови искрено веруваат во исправноста на политиките кои што изминатиот период ги водиме. И така и ќе продолжиме. Почнува сериозната припрема за локалните избори. И процесот ќе го правиме така како што го најавивме и како што веќе го започнавме. Ќе ги избереме луѓето кои што најдобро ќе не представат на локалните избори, луѓето кои што ќе имаат кредибилитет. Само 18.000 членови сметаат дека Филипче треба да ја води СДС. Пораката е јасна, човекот нема кредибилитет, реагираше ВМРО-ДПМН по објавувањето на резултатите. Истиот Венко кој не одговараше за модуларната болница, за набавката на ковид вакцини од фантом фирма Старби, кој лажно вакцинираше член на фамилијата за пиар, работеше за богатење на неговиот ментор Заев, кој сега гради згради по Дубај. Филипче е поставен директно од Заев за да работи за негови интереси, а знаеме дека интересите на Заев се предавства за Македонија. Филипче е прочитана приказна на македонската политичка сцена. Филипче ниту е, ниту пак може да биде новото лице во СДС. Тоа е само обичен привезок на Заев, стои во реакцијата на владеачката партија. Првата работна посета на Филипче е на Брисел. Од партијата информираат дека денеска ќе присуствува и ќе се обрати на конференција на социјалистите и демократите, посветена на проширувањето на Европската унија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.